Хрватска, Србија, Босна се земјите каде годинава најзастапена ќе биде струмичката куртова капија, односно еварката. Свежа и прва класа се извезува во помали количини, има и во европските пазари, но во значително помала количина. Паралелно со откупот и пласманот на еварката, која се пласира на пазарите на мало, се врши откуп и на индустријска пиперка во Струмичко. Мислам дека има доволни количини. Ако земеме во обзир дека Прилепско-Битолскиот регион почнува малку покасно од Струмичкиот, а ова сега се што се работи, тоа е пластеничка роба. Значи, тек треба да излезе робата од отворено од Струмичкиот регион, па покасно од Прилепско-Битолскиот регион. Така да сметам, не дај Боже, нели, временски услови на отворено производство, али сметам сето тоа, ако го зачува Бог, ќе има количини. Кога станува збор за задоволството од цената, откупувачите се реални, дека репроматеријалите и општите трошоци за производство се далеку повисоки од минатата сезона, ама цената е иста како ланската. Најголемиот терет повторно се крши на грбот на производителите. Ако секаде се качуваат цените, земјоделецот во моментот најмногу трпи. Тој и со однос на зголемените трошкови за да произведе производство, он треба да ги пласира пак по иста цена, ланска цена. Тука тоа не го гледам баш мотивирачки за нашите производители и се ми е страв дека од година на година ќе дигнат раце. Освен кај пластеничкото производство на куртова капија, намалување на производството најмногу има и поради неповолните временски услови и невремето кое ги зафати дел од регионите што се произведува оваа пиперка и го има кај производството на отворено. Според проценките од терен, наместо очекуваните 15 до 20 тони од овие површини, сега би требало да бидат набрани до 10 тони куртова капија.